Генералниот секретар и премиерот сега ќе дадат изјави. Премиере Заев, драг Зоран, колеги и пријатели, што туку подпишав писмо со кое го информирам премиерот Заев за одлуката на НАТО да ја поканиме владата во Скопје да започне пристапни разговори со Алијансата. Ова следи по одлуката од страна на лидерите на Алијансата вчера. Веќе долги години припадниците на вашите сили учествуваат во мисиите на Алијансата, со што помагаат да се доведе мир и безбедност во Авганистан. НАТО покажа дека вратата на Алијансата се уште е отворена. Договорот во врска со прашањето со името што го постигнете со Грција ја отстрани препреката за отварањето на пристапните разговори. Знам дека компромисите беа тешки за обете страни, но верувам дека договорот е во најдобриот интерес на вашата земја и на поширокиот регион. Ви честитам на вам и на сите кои учествуваа во тоа за политичката храброст и посветеноста кон подобрата иднина. Ова беше клучен пробив кој го отвори патот на вашата земја да стане полноправна членка на НАТО. Сега ќе започнат детални пристапни разговори кои ќе и помогнат на вашата земја да ги изврши конечните подготовки за членство. Откако ќе завршат вашите национални постапки и откако сите членки на НАТО ќе подпишат ова пристапување, вие ќе станете 30-та членка на Алијансата, со седиште на нашата маса, со еднаков глас во нашите разговори и со еднаков глас во нашите одлуки. А безбедноста, што доаѓа со тоа што сте дел на светски најуспешната воена алијанса, тоа ќе биде важен и горд ден за вашата земја, за вашиот регион и за НАТО. Сакаме да ја видиме и вас и вашата земја во срцето на еден стабилен, демократски и просперитетен регион. А денес е важен исчекор во остварувањето на таа цел. Месеците што ни престојат ќе бидат екстремно густи, но денес е ден за славење. Значи ви честитам, вам премиере Заев, и му честитам на вашиот народ. Почитуван генерален секретар, господине Столтенберг, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, голема чест и привилегија е да се обратам денес во овој историски момент од овој подиум во седиштето на НАТО, заедно со генералниот секретар Столтенберг, по повод поканата Република Македонија да стане членка на НАТО. Ние денеска не криеме дека сме многу горди и благодарни на одлуката на нашите сојузници да започнат преговори за пристап за полноправно членство на нашата земја во Алијансата. Тоа е историска одлука за еднината на мојата земја и за нашите граѓани. Ова одлука е признание за нашата посветена работа повеќе од 2 децении. Ова е признание за работата на сите македонски политичари од независноста до денеска. Признание за нашите институции и за сите политички партии. Ова е признание за сите наши граѓани, за целото граѓанско општество и за сите останати кои трпеливо го чекаа овој ден. Република Македонија и досега активно учествуваше во НАТО мисиите. Заедно со Алијансата, нашата земја активно придонесува во мисиите на сузбивање на глобалните закани, терористичките закани, како и заканите што доаѓаат од насилен екстремизам. Соодветно на стандардите и препораките на НАТО, ние ја подготвивме и нашата национална стратегија за одбрана. Почитувани, бидете уверени дека нашето членство во НАТО уште повеќе ќе ја консолидира демократијата во регионот и ќе ја зголеми стабилноста и безбедноста и ќе служи
како позитивен пример за Западен Балкан. Силната заложба на владата за решавање на отворените прашања со нашите соседи даде конкретни резултати. Изразувам посебна благодарност до моите колеги, премиерот на Република Грција Ципрас и премиерот на Република Бугарија Борисов, за споделувањето на истата визија со нас. Оваа визија ни донесе голем успех во регионот и во Европа. Благодарност упатувам и до сите наши останати соседи и до нашите партнери од Европската Унија и Соединетите Американски држави, со кои развиваме силни билатерални и регионални партнерства, за кои верувам дека ќе се продлабочат уште повеќе во годините што доаѓаат. Како идна 30-та земја, членка на Алијансата, ние сме подготвени да дадеме позитивен пример во нашиот регион и да придонесуваме за понатамошно обликување на Западен Балкан во мирен, просперитетен и демократски регион кој може да обезбеди светла иднина за сите наши граѓани. Почитуван генерален секретар Столтенберг, дозволете ми да изразам и мојата благодарност лично до вас, до вашиот тим и до локалната канцеларија на НАТО, за вашата долга и постојана поддршка на нашата интеграција во НАТО. Следен чекор за нас е организација на референдумот како највисок демократски израз на политичка волја на македонскиот народ и на сите граѓани во нашата земја, чин како граѓаните ќе кажеме да за нашата иднина. За крај, користам прилика уште еднаш да ги повикам сите граѓани на Република Македонија. Во сабота, на 14 јули, излезете низ градовите во Македонија, прославете, честитајте си. Одиме напред. Македонија оди во НАТО. Благодарам.